Драги ученици, добре дојдовте во Е-училница. На овој час ќе биде разработена содржина од математика за второ оделение. Наставната содржина е техники кои се применуваат во одземањето. Оваа содржина произлегува од програмата по математика за второ оделение, во која се предвидени исходите да го разбирате одземањето како разлика и како намалување и да умеете да наоѓате мала разлика меѓу паровите двоцифрени броеви. Одиме по ред. Да се потсетиме што представува одземањето. Со поимот одземање се врзуваат поимите минус, намалување, разлика, како и фактот дека одземањето е спротивно на собирањето. Почнуваме од почеток. Знакот за математичката операција одземање е минус. Што представува одземањето? Одземање е кога од една група, односно количина, ќе одземеме некоја помала група, односно количина. Во овој случај на дрвото има 7 јаболки. Девојчето набрало 2 јаболки. На дрвото останале 1, 2, 3, 4, 5 јаболки. Значи, од бројот 7 одземавме 2 и останаа на дрвото 5 јаболки. Одземањето представува и намалување. Намалување е кога некоја група, односно количество, од некоја причина се намалила за одреден број. Во нашиот пример имаме 9 птици. Од тие птици 4 одлетале. Групата се намалила. Од 9 одземавме 4 и останаа 5. На гранката останаа 1, 2, 3, 4, 5 птици. 9 минус 4 е 5. Намалувањето е одземање. Одземањето представува и барање разлика. Тука го гледаме Бојан, кој што има 6 бомбони, и Маја, која има 8 бомбони. Веднаш забележуваме дека Бојан има помалку бомбони од Маја, а Маја има повеќе бомбони од Бојан. Количеството што тие го имаат се разликува. За колку се разликува, треба да пресметаме со помош на одземање. Како ја бараме разликата? Значи, треба да најдеме за колку повеќе има Маја, односно за колку помалку има Бојан. Тоа е разликата меѓу нив двајца. Разликата е 2. Математички ова го пресметуваме, 8 минус 6 е 2. Одземањето, односно пресметување разлика, секогаш го применуваме кога треба да најдеме кој за колку е повисок, кој за колку е потежок, кој за колку има повеќе или помалку. На почетокот споменавме дека одземањето е спротивна операција на собирањето. Во овој пример ќе ви раскажам една приказна. Например, вие сте имале 7 бомбони. Вашата сестра ви дала уште 3. Вие сега имате 10 бомбони. Но што ќе се случи ако вашата сестра си ги побара назад своите бомбони? Тогаш имаме одземање. 10 минус 3. И вам ќе ви останат повторно само вашите 7 бомбони. Затоа велиме дека математичката операција одземање е спротивна на собирањето.
собирање значи давање. Одземање значи намалување. Сега ќе се запознаеме со техниките за одземање. Прва техника со која ќе се запознаеме е одземањето со помош на собирањето. На вас, учениците, многу ви е полесно да го научите собирањето отколку одземањето. Затоа, собирањето ќе ни помогне да одземаме. Треба да ја решиме задачата 8 минус 6. Ние треба да се прашаме. На бројот 6, уште колку треба да му додадам за да го добием бројот 8? Или пак 6 плюс колку е 8? Тоа е бројот 2. 2 плюс 6 е 8. Следната задача 9 минус 5. Ке се запрашаме колку плюс 5 е 9. Ако сте ги научиле паровите броеви, ова ќе ви биде многу лесно. Значи, кој број да го додадам на 5 за да добием 9? Тоа е бројот 4. 4 плюс 5 е 9. Затоа 9 минус 5 е еднакво на 4. 7 минус 3. Кој број плюс 3 е 7? Кликнав пред време. 7 минус 3 е 4. Затоа што 4 плюс 3 е 7. И последната задача, колку треба да му додадеме на 7 за да добиеме 9? 2 плюс 7 е 9. Затоа 9 минус 7 е 2. Се надевам дека разбравте во каква врска се собирањето и одземањето и дека ова ќе ви користи при решавањето на вашите задачи. Следната техника со која ќе се запознаеме е одземање со помош на бројна оска. Имаме задача 17 минус 5. Цртаме една бројна оска. На почетокот на бројната оска го пишуваме намаленикот, односно првиот број што се наоѓа во задачата. Треба да одземеме 5. Затоа цртаме 5 цртички. 1, 2, 3, 4, 5. Броиме наназад, односно намалуваме. 17, 16, 15, 14, 13, 12. 17 минус 5 е еднакво на 12. Да се охрабриме да одземаме и од некој поголем број. 28 минус 3. Ја цртаме оската, го запишуваме бројот 28 и треба да одземеме 3, затоа цртаме 3 цртички на бројната оска. Броиме наназад. 27, 26, 25. 28 минус 3 е 25. Многу лесно. Затоа ќе се охрабриме и да одземаме со премин. Цртаме бројната оска, бројот 32, треба да одземеме 4, затоа цртаме 4 цртички и броиме наназад. 32, 31, 30, 29, 28. Нема задача која што е тешко да се реши кога решаваме со помош на бројната оска. Со помош на бројна оска може да одземаме и десетки. Го запишуваме бројот 70, ги обележуваме трите десетки на бројната оска, но сега намалуваме за 10, а не за 1. И броиме повторно наназад. 70, 60, 50, 40. Значи 70 минус 30 е 40.
Можеме од било кој број да броиме наназад по 10. Затоа ќе ја искористиме повторно бројната оска и за решавање на вакви задачи. Го запишуваме бројот 65, обележуваме 3 десетки и сега броиме по 10 наназад, почнувајќи од 65. Значи, 65, 55, 45, 35. 65 и 30 е 35. Односно 65 минус 30 е 35. Одземање со помош на табела стотка. Ова веќе еднаш го објаснивме, табелата стотка ви е многу позната, но за одземањето потребно ние да знаеме како треба да се движиме низ табелата стотка. Кога се движиме од десно кон лево по табелата стотка, ние всушност намалуваме за 1. 10 минус 1 е 9, минус 1 е 8, минус 1 е 7, минус 1 е 6 и така натаму. Од било кој број да почнеме и да се движиме кон лево, ние намалуваме за 1. Ако сакаме да намалуваме за 10, треба низ табелата стотка да се движиме од долу нагоре. 89 минус 10 е 79, минус 10 е 69, минус 10 е 59 и така натаму. Значи, од било кој број да тргнеме од табелата стотка, ако се движиме нагоре, ние намалуваме за 10. Сега ќе ја решиме задачата 29 минус 5. Прво, го наоѓаме бројот 29 во табелата стотка. Треба да се движиме за 5 места кон лево. 1, 2, 3, 4, 5. Стасавме до бројот 24. 29 минус 5 е 24. Ке се обидеме да решиме и задача со премин. Го наоѓаме бројот 42. Треба да се движиме кон лево, но редот тука завршува. Кога завршува редот, ние треба да се качиме еден ред погоре. Броиме наназад. 4 пати. Минус 1 е 41, минус 1 40, минус 1 39, минус 1 38. Значи, 42 минус 4 е 38. Можеме да одземаме и десетки. Сега ќе вежбаме одземање десетки со помош на табела стотка. 61 го наоѓаме во табелата стотка. За да намалуваме за 10, треба да се движиме нагоре. Значи, 4 десетки, 4 пати нагоре. 1 десетка, 2 десетки, 3 десетки, 4 десетки намаливме и го добивме бројот 21. 61 минус 40 е 21. Можеме да одземаме и двоцифрени броеви, зошто да не? Го наоѓаме бројот 75. Сега, треба да намалиме 2 десетки и 3 единици. За да намалиме 2 десетки, треба да се движиме 2 чекори нагоре. Еднаш, 2 пати. Дојдовме до бројот 55. Сега треба да намалиме уште за 3. Тоа значи да се движиме 3 пати кон лево. Еднаш, 2 пати, 3 пати. Стасавме до бројот 52. 75 минус 23 е
52. Се разбира, ако се движиме во обратната насока, тогаш додаваме. Ако се движиме од лево кон десно, одземаме, од десно кон лево, додаваме. Собирањето и одземањето се спротивни математички операции. Се надевам дека ви се јасни техниките кои што ви ги објаснував. Ви препорачувам да ги решите овие задачи во вашите тетрадки со примена на една од техниките што ви ги појаснив. Ако ви е потребна табелата стотка, таа се наоѓа на последната страна од математиката дел 2 за второ оделение, а задачи со примена на овие техники имате во математиката во делот 2 на страна 38 и 39. Ви посакувам успешна работа.